Доколку чувате милениџе, тогаш сте на вистинската фреквенција. Сакам да ви представам еден македонски производ. Прв македонски производ се работи за линија од козметика за домашни миленици, направени тука во Македонија од едни две прекрасни девојки, брендот наречен Буб. Доколку не сте слушнале, ви поканувам топло да ги заследите на социјалните мрежи, да видите за што станува збор, а ние во следните минути секако ќе продискутираме подетално за овие производи. Девојки, ви благодарам што сте заедно овде со нас да го представиме вашиот бренд Бубу. Ајде да започнеме меѓу со тебе, како започнува да се создава овој бренд Бубу кој што постои веќе една година. Најпрво да ви се заблагодарам за поканата. Бубу, баш како што рековте, постои веќе една година од поточно минатиот февруар. Инаку по природа сме и јас и Јана големи љубители на миленици и активисти генерално за милениците. Кога станува збор за Бубу, Бубу беше креиран од наша страна, односно идејата потекна од тоа што во Македонија имаше еден вид на дефицит кога станува збор за одредени производи за миленици, и така дојдовме до идејата да најпрво креираме балсам за шепи. Поточно, бидејќи Маша имаше доста голем проблем кога станува збор со пукање на перничињата на незините шепи, и со Јана некако дојдовме до идеја да креираме цела линија на производи. Инаку Бубу, името Бубу потекнува од генерално ние нашите миленици дома кога ги викаме за било што им викаме Бубу. Никој не го вика, мислам барем ние две не ги викаме по име, туку Бубу, и така некако целата идеја за името на брендот потекна од тука. Покрај балсамот имаме и шампон кој што е безсулфатен, првпат во Македонија, со мирис на бадем кој што се истакнува од другите шампони за миленици, и спрече за дезинфекција кое што најпрво нам ни беше од голема важност во времето кога владееше короната. Сите имавме некои прашања со што да ги дезинфицираме нашите миленици после шетање, и затоа креиравме еден ваков производ кој е на база на активен кислород во мало пакување, кое што може да се носи буквално во сечија торба, во сечи и автомобил, така што ете една кратка слика за брендот. Одлично, јас честитам за оваа идеја и за тоа што сте направиле нешто вакво. Како се пробивате, Јана, на пазарот? Дали е лесно за една година? Задоволни ли сте? Па вака, сакам да се надоврзам на Меглана, дека креирањето на овој бренд секако сам по себе од старт си имавме за цел да биде нешто поразлично од она што веќе е пласирано на пазарот, што е понудено. Имаме производ како балзамот што во Македонија не може да се најде до тогаш. Меѓутоа, дополнително тоа се надврзува и целиот брендинг и идентитет на брендот. Последователно сето тоа што сме поразлични и во квалитетот и во составот на производите кои што се пласираат како премиум производи на пазарот, сме и во изгледот на производите, значи бренд идентитетот, тоа ни беше олеснително во целиот пласман на пазарот. Луѓето за многу краток период почна да ги препознаваат производите, почна брендот дефинитивно за многу кратко време ние се вложивме, да, имавме и сакавме да се случи тоа, меѓутоа неочекувано, навистина брзо почна да се шири како информација и да биде нарачуван. Стартно беше онлайн, сега веќе го има и во неколку печа продавници во Скопје. Сигурно не е лесно да се пробиеш на пазарот со нешто што е двигател, ќе речам, и е прв ваков македонски производ. Па на какви реакции наидувате? Како реагираат луѓето? Како е прифатен производот? Дали може би ви пишуваат коментари некакви? Може ли да споделите со нас? Да, секако, до сега сите коментари, да, можем ќе звучи нескоро, меѓутоа сите коментари се многу позитивни. Најпрво се изненадени дека ова македонски бренд самото во себе како изгледа и дека во Македонија е развиена свестост до тој степен да се прават вистински квалитетни производи за миленици. Позитивни се коментарите на социјалните медии, позитивни се коментарите кога луѓето ќе ги земат производите и ќе ги користат, ќе ги на своите миленици. Генерално до сега, да, само позитивни коментари добиваме и поддршка за она што го правиме, за да продолжиме, нели, секако.
Би сакала да нагласиме дека се работи за производи кои што се на природна база. Тоа е неретко тоа не е често да се слушне, сигурно и тоа е мака мачат оние кои што чуваат миленичиња, да не дојде до забуна. Вие не ги произведувате, туку ова е ваша идеја. Како се создаваат производи? Овде во Македонија се произведуваат, така? Производите се произведуваат тука и тоа беше целата идеја производството да биде овде. Имаме соработник кој што ги произведува производите. Значи, процесот на креирање на еден ваков природен производ е доста не би рекла тежок, меѓутоа предизвикувачки, меѓутоа самото креирање потекнува со големо задоволство и желба да се креира еден природен производ. Во скора иднина имаме соработка да креираме и линија на 2 нови производи, кои што не би ги открила сега, ќе оставам да бидат изненадени нашите потрошувачи, меѓутоа сега и во креирањето на овие 2 производи. Македонија генерално, да речам, изобилува со природни состојки кои што може да се употребат, меѓутоа соединување на самите состојки за да се добие еден производ е, да речам, малце подолг процес. Целата идеја да бидат природни потекнува од тоа што грижата за миленици е многу битна, бидејќи се тие генерално и мислам член на секое семејство кое што чува милениче и тргнувајќи од самите себе сакавме да креираме производ кој што буквално ќе биде безбеден, ќе биде на природна база, нема да има значи никакви парабени, ете и шампонот е безсулфатен, со масло од бадем кое што помага значи крзното да биде меко, да може да се расчешлува, да нема изфрлање, иритација, бидејќи различни видови на раси и на кучиња се бањаат различно, да речам. Некои се бањаат почесто, некои практикуваат еднаш во месецот, некои еднаш во 3 месеци, така што најбитното ни беше козметиката да е на природна база. Оние кои што чуваат миленици, да речеме собственици на миленици кои што се нови меѓу вас, често пати се соочуваат со проблеми, незнаење, можеби не е така едноставно да се има еден нов член во семејството, убаво споменавте. Бубу, покрај тоа што е производ кој што нуди козметика, е воедно една платформа која што нуди совети. Можат да ви се обратат и да побараат совети. Вие нудите совети за миленици, така? Да. Значи, на Бубу конкретно нашите социјални медиуми, секако бидејќи сме веќе јас 11-та година собствени на миленик, Меглена четврта, да, долг период сме вклучени во негата на милениците и последователно нели на нашиот производ си дојде и делот да ние ги едуцираме до негде нашите потенцијални или сегашни купувачи што се на Бубу производите. Секако без разлика на тоа дали се или не се наши купувачи, ние нудиме совети и секаков тип на прашање имаме добиено, некој што ние, колку што ние знаеме, да, помагаме, меѓутоа имаме и соработка, односно со ветеринарна институција со која што се советуваме за одредени прашања. Исто кога зборуваше Меглена за како се направени производството на самите формулите на производите, сето тоа е да, од после дерматолошки тестирано и имаме сертификати за исте, меѓутоа во целиот процес исто така во составувањето на формулата и тоа да биде премиум производ се вклучени и стручни лица за тоа да биде како што е, за да можат премиум да бидат производите. Така, и да биде на ниво и професионално, но и секако да бидат корисниците задоволни, односно собствениците на животинчињата. Споменав дека сум во прекрасно женско друштво, ги споменавме нели покрај вас прекрасни дами, ги споменавме и Маша и Верче. Ајде да одиме со тоа. Маша е твое кученце, ја чуваш 4 години, така? 4 години, да. Маша е кученце со среден раст, она потекнува од легло на лабрадор во комбинација со друго кутре кое што нема педегре. Маша е доста хиперактивно кутре и баш како што кажав, низ целиот процес значи на грижа и на нега околу Маша, буквално се како
како луѓето. Баш неодамна откривме дека има проблем со ниско лачење на тироксин и така некако ете сама јас по себе увидов дека буквално се како луѓето, дека мора да има грижа за хигиената нивна, мора да има грижа за здравјето нивно, дека треба се почесто и почесто да се носат на ветеринар, да се прочистува, да примаат вакцини. Така што Маша можам да кажам само дека ни дава премногу љубов во нашето семејство, дека Маша беше тука низ многу наши на мене и моето семејство, низ многу наши убави и неубави моменти, секогаш беше до нас, така што она ни е нашиот најверен пријател. Која е приказната за Верче, Јана? Поради одредени причини, моето куќе не можеш во моментов да биде дел од ова снимање. Меѓутоа, тука со нас е Верче, неговата сестра. Тие се брат и сестра, меѓутоа се комплетно различни. Може би само во возраст, во големината, во растот се исти. Дури карактерно се различни, што Верка моментов не се ни плетка околу нас. Да, Верче воопшто не е, да. Кога би бил тука, тоа би било сосема поразлично. Затоа ете како Верче, како представник на семејството е тука присутна со нас. Што значи да се биде собственик на миленик ете во Скопје? Дали градот ни нуди услови? Еве ние се наоѓаме токму во паркчето за миленици во градскиот парк во Скопје. Лесно ли е, тешко ли е? Што недостасува за еден собственик на миленици? Океј е прашањето, кога би разговарале за тоа што градот нуди. Меѓутоа би се осврнала од друга страна на свесноста на луѓето за домашните миленици и бездомните миленици. Бидејќи кај нас градот како град, да, има паркови за миленици, сите знаеме одредени стандарди, не речам не се тоа закони, меѓутоа што треба да ги почитуваме за тоа како надвор се шета домашниот миленик и да го соберам изметот позади него и останати работи кои што ние како собственици треба да ги почитуваме. Затоа би се осврнала на собствениците на милениците и негата што они ми ја даваат и како тоа они се грижат за своите миленици, бидејќи сметам дека се уште сме во развој на таа свесност. Свесност и луѓето кои што чуваат миленици, ќе поведам само од себе. Пред 11 години, кога го земав моето куќе да го чувам, јас воопшто не бев свесна што правам во тој момент. Бидејќи, можеби да, бев помлада, речам, имам миленик. Да, си го шетам миленикот, да го нахраниш миленот, меѓутоа со текот на годините он станал сериозно член на семејството. Дури и кога ќе речам член на семејството, семејството како семејство знае индивидуално да функционира. Секој член индивидуално функционира. Они се зависни од нас во секој поглед. Дали било да го нахраниш, дали било да го прошеташ. Сметам дека треба да работиме на подигнување на свеста на собствениците што ги чуваат милениците. А генерално градот како Скопје, да, имаме доволно паркови каде што милениците можеме ги прошетаме, го имаме водно каде што може тие да бидат истрчани и имаме услови да за миленици. Можеби понекогаш има чудни реакции на луѓе од страна во однос на она што ете, ние како љубители и собственици на миленици премногу внимание реагираме, така. меѓутоа повторно проблемот е кај луѓето, да убаво спомена, ние треба да поработиме на нас. Како активистка, Меги, би ве прашала вас околу бездомните животни и што мислите вие, да има ли решение за овој проблем? Имаме ли начин како да го решиме? Па мислам дека решението доаѓа помалку од сите нас, доколку сакаме. Искрено, јас сум активист подолго време и месечно донирам за бездомните миленици, за оние кои што се да речам спасуваат, на некој начин се прочистуваат, на кутриња на кои што им треба вакцини, на кои што им требаат апчиња за глисти и слично. Не сум јавен активист, тоа го правам буквално од мојата совест и потреба на некаков начин да им помогнам на кучињата скитници. Целата идеја на Бубу е, значи брендот се уште се развива, ние имаме многу постигнато за тоа во колку временски период сме, меѓутоа сакаме во иднина
да најдеме начин некако да допринесеме, да помогнеме во реализација за тоа сите бездомни куќиња да бидат вдомени негде, да бидат значи прочистени, избањати со бубу косметика и да бидат спремни за посвојување на некој начин, така што целата идеја и двигател на бубу е некако низ иднината и времето да најдеме начин како да помогнеме и на градот и генерално на милениците, односно да станат секое животинче да стане милениче, секое бездомно. Убаво, прекрасно го завршивме овој разговор, девојки, ќе ви се заблагодарам. Започнавме со бубу, завршивме со бубу и да речам и една хумана мисија и нишка која што сака да ја има бубу. Ќе ви се заблагодарам на вашето присуство во Добро утро секој утро и за самиот крај сакам уште еднаш да потсетам, зборувавме за еден македонски бренд, нов македонски бренд на пазарот, станува збор за производи козметичка линија за миленици. Низ овој разговор со овие две прекрасни дами начнавме повеќе теми и посебен акцент и нагласок за тоа дека секој од нас треба да се грижи за бездомните куќиња, да станат нечии миленици, а вие кои што веќе имате миленици дома, грижете се за вашиот миленик.